Коалицијата била сигурна и стабилна, порача премиерот Зоран Заев откако договори за етнички настап на локалните избори со ДУИ. Спасот на владата доведе до промена на ставот на Заев, па тој сега реши да трча заедно со Али Ахмети во октомври. Ваквиот потек според познавачите може да биде проблематичен за Беса, која во многу општини ќе се бори со ДУИ. Од таму велат дека засега не се погодени од договорот на Заев и Ахмети, но тоа ќе остане така само доколку не им биде нанесена штета на локалните избори. Сепак јасно е дека ќе има штета за Беса ако се знае дека интегративците ќе имаат предност пред нив поради гласовите на СДСМ. Заев пак уверува дека парламентарното мнозинство било стабилно. Разбирачката помеѓу нас е огромна, шанса ќе добие секој, нема да дозволиме било какво договарање билатерално во ова голема коалиција да наштети на трета партија од коалицијата. Секој ќе добие шанса и затоа и ние токму како најголем партнер во ова коалиција сме максимално посветени да го селектираме најдобриот квалитет на кандидатки и кандидати за градоначалнички и советници во било која општина. Одлуката за заеднички настапи меѓусебна поддршка на локалните избори дојде по неофицијалната закана на ДУИ за пат на владата. Премиерот прво најави дека на локалните избори во Тетово социјалдемократите ќе со свој кандидат. Дел од анкетите ни кажува дека спаѓаме во првите 3 партии на локално ниво и секако локалните избори се избори на личности. И навистина, ако навистина се мотивира вистински кандидат или кандидатка, вредно е да размислиме. Ние правиме анкети во Тетово на неколку кандидати кои што поднесоа и кандидатура во постапката на Социјалдемократскиот сојуз. Кога се коалиционите комбинаторики во прашање во одредени општини, постои можности ВМРО ДПМН да оди на изборите заедно со Алијанса за албанците Алтернатива. Ова го потврди и пратеникот Антонио Милошовски. Кај нас постои расположение за разговори со Алијанса и Алтернатива за коалициона соработка пред првиот круг и исто така за коалициона соработка меѓу двата изборни круга. Имаме сигнали од овие две партии дека тоа расположение постои кај нив и се надеваме дека врз основа на програми и добри кандидати во повеќе општини ќе можеме да ги усогласиме тие идни соработки. Според устав, локалните избори треба да се одржат на 17 октомври, но сепак конечната одлука за тоа е во рацете на собранискиот спикер Талат Џафери, кој најави дека во август официјално ќе ги распише изборите.